Добро вечер на сите. Официјално е 18:00 часот, така да може веќе да почнеме со вебинарот. Пред се би сакал да ви се заблагодарам за вашето учество и присуство на вечерашниот настан. Јас сум Александар од тимот на Eduino и вечерва ќе бидам во улога на модератор на овој онлайн вебинар, кој што е посветен на темата проценка и одржување на хигиената во училиштата. Како што добро знаеме, ова е една тема која што е исклучително важна во овој момент и затоа сум особено благодарен и на предавачите и на говорниците кои што се навистина се вложија во изминативе неколку денови, меѓутоа и недели, во подготовка на целиот овој материјал со цел да може да го подигнеме нивото на знаење, нивото на свесност преку споделување на некои нови добри практики, меѓутоа ќе видите во нивната презентација ќе зборуваат околу една интересна алатка која што имаат развиена, која што верувам ќе биде од голема корист на оние кои што денеска не следат во скоп на вебинарот. Како краток вовед во однос на настанот и она кое што вие како учесници во моментов го гледате на вашиот екран во склоп на Zoom состанокот, односно Zoom верзијата за вебинари која што ја користиме. Значи, како кратко појаснување, можеби делуваше малку чудно, меѓутоа разликата во оваа верзија која што ја користиме за стандардните верзии е што тука имате можност за користење на три копчиња како учесник на вебинарот. Значи можете да ја користите функционалноста чет со цел да пишете нешто до целата група, вклучително и панелистите, меѓутоа и сите учесници. За почеток јас веќе пишав во групниот чет, меѓутоа би ве поканил повторно, бидејќи ова е едно искуство на споделување на знаење, би ве поканил доколку може во четот да напишете ваше име и презиме, институција или училиште од кое што доаѓате и градот од каде што доаѓате. Чисто за да може да споделиме малку информација за тоа кој имаме во моментот на повикот. Дополнително, освен тоа, имате можност да кренете рака, односно raise hand. Оваа функционалност може да ја користите доколку има нешто со кое што го зборува говорникот и со кое што многу се согласувате и сакате да го потврдите. И главниот дел кој што денеска ќе го користите како учесници е делот, односно копчето на Q&A. Преку копчето на Q&A се појавува едно посебно поле во кое што вие всушност имате можност да ги поставите вашите прашања. Начинот на кој што ќе функционира денешниот вебинар е следниот. Значи вашата камера и вашиот микрофон се автоматски исклучени. Ова значи дека може вашите прашања кои што ги имате да ги поставувате преку функционалноста на Q&A, а подоцна јас како модератор на настанот ќе ги преземам, ќе ги поставам во живо на говорниците и тие ќе може да ги одберат. Бидејќи вечерва ќе има голем број на говорници, а тоа значи неколку различни камери кои што би биле пуштени, она што би ви го препорачал е во моментов, бидејќи јас ја споделувам мојата презентација, најверојатно ја гледате мојата камера, меѓутоа доколку поминете со маусот над истата, ќе видите неколку вакви опции кои што се покажани на екранот. Доколку сакате да ги гледате камерите на големиот дел од предавачите, наместо оваа опција која што е овде со коцката, одберете опцијата која што е покажана со стрелката и на тој начин ќе можете да гледате повеќе камери одеднаш. Кратко како за вовед, што представуваат Eduino вебинарите? Идејата на овие Eduino вебинари, впрочем, ова е и вториот од серијалот на Eduino вебинари. Впрочем, идејата на истите е да бидат едни интерактивни и кратки семиформални настани. Идејата е истите да се подготвени од експерти, од колеги практичари. Идејата е истите да се едноставни, лесни за секој кој што сака да учествува, да се пријави и да сподели дел од своето знаење. Дополнително идејата на истите е да се поканувачки и охрабрувачки, зашто навистина ве мотивирам во текот на денешниот настан да во четот пишете ваши согледувања, ваши мислења, со цел да може да отвориме една интересна дискусија и на крајот ова е еден простор за споделување на знаење и теорија, меѓутоа исто така и на примери и добри практики. Во однос на следниот дел, односно како ќе биде организиран денешниот вебинар, значи во склоп на настанот имаме планирано кон крајот на вебинарот имаме планирана сесија за вашите прашања и одговори, меѓутоа истите може да ги поставувате преку Q&A копчето во текот на целиот настан. Јас како модератор ќе ги прочитам, ќе ги премирам и ќе ги пренесам до говорниците. Она што би сакале да се обидеме во интерес на времето, би сакале да бидете концизни и конструктивни во вашите прашања и исто така би сакале што самиот старт на настанот
да ви посочам дека сите материјали, вклучително и самата снимка од овој настан, ќе биде споделен со вас како учесници. Исто така ќе бидат споделени и сите останати материјали, како што се презентацијата, одредени прашалници и линкови до одредени алатки. Целите на денешниот вебинар, кој што е наменет за училишта и општини, идејата е пред се да ја објасниме новата заедничка дигитална алатка, односно прашалникот за самоевалуација. Исто така целта ни е да ги поканиме сите училишта и општински сектори кои што се надлежни за образование да ја користат истата. Исто така би сакале да објасниме повеќе за начинот на кој што може да се подготви план за подобрување на училишната хигиена врз база на добиените резултати од истата алатка и исто така би сакале да споделиме малку повеќе околу начинот на кој што може да добиете подкрепа, односно поддршка на некој начин за ресурси и подобрување, односно подобрена имплементација на вашите активности во училиштето кои што се поврзани со темата хигиена. Околу агендата не би навлегувал премногу, значи во план ни е да завршиме некаде кон 7:15, односно можеби 7:30, зависно со динамиката. Меѓутоа ќе поминеме некои од овие главни точки кои што се во моментов прикажани на презентацијата. Без да должам премногу, сега би сакал официјално да ја поканам господјата Мила Царовска, министерка за образование и наука, да има едно кратко обраќање и да ве поздрави. Така да, министерке, повелете. Добар ден на сите, почитувани наставници, директори, почитуван професоре Кочуговски. Навистина е важно да во овој период на справување со пандемијата училиштата се справуваат соодветно, да имаат точни информации, навистина одговорно да се однесуваат кон сите протоколи и сите упатства кои што се добиваат. Јас токму затоа сакав на овој вебинар само 5 минути да ја истакнам важноста на темата која што денеска ќе ја слушате. Не само заради здравјето на вашите ученици, не само заради вашето лично здравје и здравјето на вашите семејства, туку заради тоа што на тој начин го штитите јавното здравје. Гледаме дека бројките се изголемуваат, гледаме дека за само една недела имаме повеќе од 53 деца кои што се во изолација, секако превентивно за да немаме можност за понатамошно ширење, но укажува дека од надвор многу лесно можеме да добиеме и внатрешно ширење на COVID-19. Токму затоа би сакала да посочам да секој од вас се грижи да протоколите се спроведени во училницата, во училишниот двор, во училишните простори. Би посакала да навистина имаме што помал број. Но мислам дека не е прашање дали ќе имаме заразување, туку кога. И токму затоа одложувањето на тие моменти, исправувањето зависи само од вас. Колку повеќе сте децидни дека секој запишан збор во протоколот ќе биде испочитуван од вас, толку посигурни сме дека образовниот процес ќе тече на начин кој што сме го започнале и во период на пандемија. Знам дека не е едноставно онлайн учењето, но по тоа што гледам дека секаде каде што сме имале позитивен наставник, заради тоа што тој предавал онлайн, немаме ризик по децата ниту по училиштето, што укажува дека овој комбиниран модел што го одбравме, заедно со здравствените власти, навистина дава позитивни резултати. Но секако дека во 6 училишта подрачни, дел и централни, основни и средни вкупно, се одвива настава со физичко присуство и до трето и над трето оделение. Ова кажува навистина на потребата од голема посветеност и следење на она што значи протокол, а секако е важно, пративме и дописи до вас, но е важно да знаете дека алгоритмот доследно треба да се почитува. Не се јавуваме кај министерка, не се јавуваме кај градоначелник, не шириме паника, туку известуваме Центар за јавно здравје, епидемиолошка служба, која што доаѓа и која што проценува колкав е ризикот и на кој начин понатаму треба да се однесуваме. Јас навистина ви посакувам успешен вебинар, ви посакувам успешна работа, но секако ви посакувам да секој ден во училиштето со целиот свој капацитет, со сите знаења кои што ги имате, се справувате со оваа пандемија, но паралелно образовниот процес да продолжи да тече на најдобар и најбезбеден начин што може, затоа што ни е потребен континуитет во наставата. Знаеме дека и во покритични моменти за државата, но и за регионот наставата продолжувала да тече, се со цел да имаме континуирана стимулација и континуирано пренесување на знаење на децата. Велиме дали квалитетот ќе биде понизок на онлайн наставата или дали оваа година со скратени програми помалку ќе научат децата, важно е да научат нешто. Важно е во континуитет да учат,
Ако научат помалку, наредната година ќе го дополниме знаењето во наредната програма. Но сега да имаме континуитет и паралелно грижа едни за други и заштита на здравјето. Ви благодарам и посакувам успешна работа. Ви благодарам, министарке. Мощна е охрабрувачки зборови и особено е важен елементот кој што го споминавте, кој што е посветеност на сите кои што се вклучени во процесот и особената важност да бидеме сплотени, исполнителни и сите оние протоколи, сите оние документи кои што се изработени да ги почитуваме до крај за да може да одржиме безбедноста на сите. Сега би сакал во продолжение на настанот да го поканам професорот доктор Михаил Кочубовски да се представи на некој начин, да се настапи со неговата презентација да ни објасни повеќе околу важноста на оваа денешна тема и се разбира да го покани својот тим подоцна со нивните презентации. Професоре, повелете. Благодарам. Денеска сме собрани за една многу важна тема, која е превенција и напредување на јавното здравје на ранливата група на населението, тоест учениците. Зошто вода, санитација и хигиена е многу важна тема во моментот. Инаку јас сум професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија. Зашто говориме сега за оваа тема? Затоа што е многу битна, едноставно, темата. Се посветува на превенција, тоест минимизирање на јавното здравје на една ранлива група на населението, тоа се нашите ученици. Тука говорим сега не само за основното училиште, туку и за средното училиште, едноставно. Ве молам следниот слайд. Ние како Институт за јавно здравје посебно работиме на оваа работа и посветуваме внимание големо на водоснабдувањето, тоест на водата за пиење, санитацијата, односно канализација, тоалети, пречистување на отпадните води, диспозиција или отстранување на отпадните води. Понатака хигиената во училиштата, особено сега во услови на пандемија со COVID-19. Сите знаеме дека од март месец оваа година ние, како и поголемиот дел од светот, едноставно сме во пандемија. Училиштата и учениците се модел за заедницата. Што значи тоа? Тие се и водачи на промени. Децата, оние навики, сваќања, знаења, искуства, позитивни пракси што ќе истекнат во самото училиште, едноставно може да ги пренесат и дома. Која е силната врска меѓу хигиената во училиштето и редовноста на наставата? Фактички тоа е едноставно ако имаме добро одржување на личната хигиена, ако имаме добра општа хигиена внатре во училишната средина, која е безбедна, тогаш јавното здравје, тоест здравјето на учениците, како и на наставниците, едноставно ќе биде добро и ќе имаме редовност на наставата, односно нема да имаме отсуство од наставата заради инфективни или заразни заболувања. Тоа е следниот слайд. На овој слайд гледате како е состојбата во светот, како Обединените нации едноставно преку нивните институции, како Светска здравствена организација, УНИЦЕФ, заедничкиот мониторинг програм на УНИЦЕФ и Светска здравствена организација, работиме на исполнување на целите за одржив развој. Ги има, знаете, повеќе. За нас е битна шеската во овој случај, каде што говориме за безбедна вода, санитација и хигиена, но исто така и тројката, да не ја заборавиме, каде што е за јавното здравје и здравјето на населението. И гледате, тука имаме какви имаме услуги, базични, основни, лимитирани и без услуги. За вода за пиење, за санитација и хигиена. Сите вие кои сте од училиштата, едноставно знаете каква е состојбата кај вас за овие работи. И со оваа алатка тоа е на глобално ниво. Иначе на национално ниво, Министерството за образование и наука, владата имаат подготвен протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020-2021 година. Го имате линкот и во него се содржани сите детали за начинот на реализација на наставата со физичко присуство на учениците, исто така и тука е распоредот како да се одвива наставата, куќниот ред, кодексите на однесување на сите ученици. Следниот слайд.
инструментот на Институтот за јавно здравје, каде што јас припаѓам, работам, ние го имаме изработено уште, тоа е изработено работно упатство за програмска активност, која е дел од програмата за јавно здравје, која се донесува секоја година. Ние тоа го имаме правено уште пред 5 години и имаме чек-листа. Имаме за таа чек-листа и работно упатство, која е фактички програмска активност за процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со санитарно-хигиенските услови во училишна средина. Зашто тоа го направивме? Тоа е во рамките на ВОШ програма, во рамки на протоколот за вода и здравје кој го води Светска здравствена организација и УНИЦЕФ на светско ниво, и ние го работиме тоа во Европскиот регион на Светска здравствена организација. Кои се цели тука има? Ќе видите, понатака опис на изведбата, методолошко упатство, има одредени индикатори, што треба да се следи и така натака. Има нормално и општи информации, кои овој инструмент што ние го имаме, оваа чек-листа, е искористена да се подготви алатката која ќе ја видите и на која ќе работиме во следниот час. Овдека некои податоци на слайдот можете да видите од една студија која ја изработивме, Институтот за јавно здравје и невладина организација Новинари за човекови права, и гледате во Куманово со центрите за јавно здравје во регионалните, од 19 училишта кои се во рурална средина, кои опфаќаат 8,8% од училишна популација, има диспозиција на фекални отпадни води преку септички јами и полски тоалети. Другиот бокс е за општина Велес, значи само во едно основно училиште во село Горно Ризер има услови за одржување на менструална хигиена, што е многу важно. Доле имате извор на податоци во кои ние сме ги објавиле овие работи. Едното е објавено на англиски јазик, во соработка со УНИЦЕФ, другиот труд е објавен во архиви на јавно здравје и имаме трет труд кој е тука прикажан, едноставно соработка со колешката Мимоза Величковски. Натака, следниот слайд. Потребно ни е повеќе мониторинг во училиштата. Ние преку регионалните центри за јавно здравје ги спроведуваме мониторинг во училиштата за ВОШот или за вода, санитација и хигиена преку таа програмска активност, но тука ни е битна соработката со Министерството за образование и наука преку интегралната евалуација која се изведува на 3 години, како училишна самоевалуација сега плюс, се во сврха или со цел за безбедна училишна средина. Тука ни помогна многу изработката на оваа алатка за самоевалуација во училиштата за време на COVID-19. Со соработка преку со регионалните центри за јавно здравје. Понатака. Битно ни е да подготвиме план за подобрување на хигиената во училиштата. Тој ќе видите при крајот, како изгледа тој план, и фактички кога ја пополнувате алатката, едноставно кога работите на секој прашање, вие фактички ќе ги добивате и одговорите што треба да се подобри. Треба да продолжиме во напредувањето, да имаме подобра или безбедна училишна средина. Секако треба да вршиме проверка, евалуација на сегашната состава како клуч за подобрување. Понатака. Треба да имаме одржливо следење на водата, санитација и хигиена во училиштата. Не сега, до оваа година или до година, едноставно тоа треба да биде континуирано. Затоа го направивме ова заеднички, Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, центрите, Министерството за образование и наука, да имаме интегрална евалуација од страна на Државниот просветен инспекторат, кој го вршат тоа на секои 3 до 4 години, да имаме индикатори кои ќе се следат во соработка со центрите за јавно здравје и институтот како врвна, да кажем, на врвот на пирамидата од јавно здравје, од превентивна здравствена заштита, да правиме верификација на ВОШ во состојбата во училиштата од страна на регионалните центри за јавно здравје, а училиштата ќе си вршат редовна самоевалуација и нормално да прават и постојани подобрувања. Каде што можат сами, каде во соработка со градоначалниците. Следниот слайд. Вовед во алатката, што ќе говориме подетално во следните слайдови, моите колеги. Значи имаме 4 области: пристап до безбедна вода за сите училишта, хигиена на раце во време на пандемија, со прашање и одговори тоа ќе биде, санитација, тоалети и управување со цврст отпад, превенција и контрола на инфекции со фокус на COVID-19.
Значи, за овие работи ќе говорат моите колеги во продолжение. Сега ја најавувам колешката Мимоза Величковски, која ќе говори за интегрираната дигитална проценка во училиштата за водосанитација, хигиена, превенција и контрола на инфекции. Ви благодарам. Ви благодарам, Михал. Мимоза, повелете слободно со вашата презентација. Поздрав до сите учесници на вебинарот. Ќе се обидам накратко да ве запознаам со оваа нова дигитална алатка, која е од исклучително значење во спречувањето на ширење на инфекцијата со COVID-19 во овој период на отворање на училиштата со физичко присуство на учениците. Оваа алатка има за цел пред се да им помогне и да ги поддржи училиштата, да идентификуваат кои подобрувања им се потребни во однос на вошот, што ќе треба да се направат во овој период. Значи, се работи за еден дигитален прашалник, кој училиштата сега треба да го користат како алатка за проверка на сегашната состојба во училиштето, а регионалните центри за јавно здравје за верификација. Одредени прашања се представени како клучни индикатори и кај истите имате дадено појаснувања во форма на насоки, можни решенија, минимум сет на стандарди. Сето тоа ќе ви помогне што подобро да ги разберете и спроведете националниот протокол и препораките. Можете слободно да се обратите до центрите за јавно здравје доколку имате недоумица околу некои прашања. Кога ќе ги одговарате прашањата, ќе дојдете до идеи за тоа што треба да се подобри. Тоа ќе ви биде токму оној инпут за развој на вашиот училишен план, кој, како што знаете, е задолжителен. Мора секој училиште задолжително да изготви ваков план. Се очекува сите училишта да ја користат оваа алатка, па вака собраните дигитални податоци на национално ниво представуваат една добра основа за развој на идните политики, за подобрување на ресурсите, за зголемување на поддршката, а секако најголема поддршка е од одделот за образование на општините, кои се клучни за да ги одржат училиштата отворени на безбеден начин и да изградат план за реализација на подобрувањата кои што вие сте ги навеле во вашите училишни планови. Понатаму, следниот слайд. Кон алатката можете да пристапите на линкот кој го гледате на екранот. Ќе ви се отвори прозорецот кој сега го гледате и ќе треба да се регистрирате со вашата имейл адреса. Понатаму. На почетокот на прашалникот имате инструкции кои треба внимателно да ги прочитате. Пак ќе ви напоменам дека за секоја недоумица можете да се консултирате со центрите за јавно здравје. Прашањата во формуларот ги опфаќаат 4 области кои се клучни за повторно отворање на училиштата. Како што гледате, тоа се и ги спомнавме: снабдување со вода, миење на раце, санитација и управување со цврст отпад, превенција и контрола на инфекции. Понатаму. Понатаму ви се дадени чекорите при пополнување на прашалникот. Јас би ви обрнала внимание на неколку чекори. Значи, училиштето прво треба да одреди одговорно лице или доколку смета за потребно, може да биде и тим кој ќе ја спроведува самопроценката. Пред започнување со самопроценката, треба да го симнете образецот со формулар за планот за унапредување на хигиената во училиштата на линкот кој ви е даден.
Оно што е многу важно е ваков прашалник треба да се пополни поединечно за секој училишен објект, бидејќи и условите се разликуваат во централното училиште со подрачните училишта. Обрнете внимание на прашањата кои се означени како клучни индикатори. Тие се важни за постигање на безбедната средина за учење. По реализацијата на активностите кои што ќе ги предвиделе со вашиот план за напредување, ќе бара една повторна евалуација, односно проверка, а тоа секако дека најдобро ќе го стори одговорното лице, односно тимот кој што е одреден за самопроценката. Ова ви е формулар на планот за подобрување на хигиената. Можете да почнете со запишување на идеите, паралелно додека го пополнувате прашалникот по областите кои ви се дадени. Или можете, откако ќе го пополните прашалникот и ќе го пратите на имейл адреса, ќе добиете повратен одговор кој можете да го отпечатите и потоа да го пополнувате планот. Во текот на пополнувањето на планот, ќе ве молам, соработувајте со центрите за јавно здравје, соработувајте со одделите за образование на општината, да ги направиме овие планови да бидат реални и објективни. Следниот слайд. Прашањата започнуваат со податоци за училиштето и тука некои од прашањата ви се означени како клучни индикатори. Некои ви се познати од протоколите, како бројот на ученици во едно одделение, потребните простори и така натаму. Меѓутоа, како клучен индикатор е и локацијата на училишниот објект во високоризична област со COVID, а тоа ќе бара од вас постојана информираност за епидемиолошката состојба. Понатаму. Следниот слайд. Така. Поради пандемијата со COVID-19, значи зголемен е фокусот на пристапот до безбедна вода. Затоа и едно од клучните индикатори се однесува на пристапот до безбедна вода. Безбедна вода значи не само исполнување на барањата за квалитет, треба да бидат исполнети и барањата да биде достапна во доволни количини, да потекнуваат безбедно извориште и да имаме воспоставен систем за следење и одржување. Првиот слайд за вода за пиење ви се однесува за начинот на водоснабдување во училиштето. Најголемиот број на училишта во Република Македонија користат вода од општинските водоснабдителни објекти со кои управува комунално предпријатие на професионално ниво, со што е гарантирана безбедноста на водата. Многу мал процент од училиштата, обично во руралната средина, имаат собствен извор на водоснабдување, па така дел од прашањата од оваа алатка се насочени кон тоа. Следниот слайд. Достапноста на водата е исто така клучен индикатор со исклучително големо влијание во спречување на ширењето на COVID-19. Треба да се направат напори секој училишен објект да добие безбедна вода во доволни количини и во доволен број на достапни точки, за да ја примениме хигиената во пракса. За сите овие прашања од анкетниот прашалник пак ќе напоменам. Слободно консултирајте се со лицата од центрите за јавно здравје. На крајот на секцијата за вода имате можност да прикачите слика доколку имате собствено водоснабдување во училиштето. Слики кои ви се прикажани се релативно стари, некаде се надевам дека по евалуацијата сигурно ќе има промена, некаде се потребни мали вложувања, некаде поголеми.
меѓутоа ќе се стремиме да ги достигнеме барањата за безбедност. За примената на ефикасната и ефтина мерка за спречување на ширењето на COVID-19, а тоа е миење на рацете, ќе ви зборува мојата колешка од Велес, Снежана Петрова. Повели, Снежа. Добро вечер на сите учесници на вебинарот и ви посакувам успешна работа. Хигиената на раце е вториот дел од алатката за самопроценка на пристап до вода, санитација и хигиена во училиштето. И многу важно и сериозно да се пристапи, затоа што сите ние знаеме дека хигиената на раце е најдобра превентивна мерка за заштита, особено во услови на пандемија. Респираторните вируси, како коронавирусот, COVID-19, се шират кога слузте или капките што го содржат вирусот ќе навлезат во вашиот организам преку очите, носот или грлото, најчесто преку рацете. Рацете се и најчест начин за ширење на вирусот од едно лице на друго. За време на глобална пандемија, еден од најевтините, најлесните и најважните начини за спречување на ширењето на вирусот е рацете правилно и често да се мијат со сапун и вода. Следниот слайд. Меѓутоа, за да се мијат рацете во вашето училиште, што треба да има? Треба да има станица опремена место за мијане на раце со следната опрема. Треба да има чешма и умивалник, сапун, течен сапун, диспазер за хартија, корпа за отпадоци што се отвара со нога обложена со кеса и инструкции, пишани инструкции за мијање на раце. Следниот слайд. Мијањето на раце наспроти дезинфекција на раце. Многу често се поставува прашањето што е подобро, дали рацете да се мијат со вода и сапун или да се употреби дезинфекционо средство. Имено средството за чистење на раце на база на алкохол се добри и ги уништуваат бактериите, меѓутоа водата и сапунот физички ги измиваат и микробите и нечистотијата, и затоа рацете мора да се мијат со сапун и вода кога се видно нечисти или извалкани, кога се контаминирани со крв и телесни течности по употреба на тоалетот и после секој 8 до 10 користење на средство за дезинфекција за да се отстрани ложењето на остатоците од дезинфицијансот. Следниот слайд. Кога се мијат рацете? Пред влегување во училиште, пред влегување во училница и излегување, пред влегување и излегување од мезата, теретаната, односно физкултурната сала, пред влегување и излегување од тоалетот и по напуштање на училиштето. Следниот слайд. Во текот на излагањето се запрашувам и би сакала да поставам прашање до директорите на училиштата, доколку имаат некое прашање, предлози или пак сакаат да споделат некое искуство за хигиена на рацете во нивните училишта, да напишат тоа како прашање, зашто покасно би дискутирале на крајот од презентациите. Да продолжиме во делот и да подсетиме да размислувате малку повеќе, можеби така и ќе напишете некое прашање повеќе на крајот. Каде се поставени станиците за хигиена на раце во вашите училници? Дали се поставени на соодветните локации? Значи, тие треба да бидат поставени на влез и излез од училиште, до тоалетите или во близина од 5 метри од тоалетите. Во секоја училница тоа би било во идеални услови. Во секоја канцеларија на професорите, во просториите за технички персонал и чистење и во близина на салата или трапезарите доколку ги има. Доколку во вашето училиште нема или има недоволен број на станици за миење на раце на наведените локации, вие како директори, значи мора да обезбедите средства за дезинфекција на рацете како дел од краткорочниот план за подобрување на хигиената. Обезбедувањето, односно поправање на станиците за миење на раце со сапун и вода, снабдување со крпи и корпи за отпадоци треба да биде дел од долгорочниот план за подобрување на хигиена во вашите училишта. Следниот слайд. Со поддршка на УНИЦЕФ, сите училишта во општините добија флаери, добија видеоматеријали, добија писмени инструкции за тоа
каде, кога и како учениците да ги мијат рацете од првиот чекор, значи нанесување сапун, триење 20 секунди, мијање на раце до бришење со бришачи за раце. Зошто? Затоа што бактериите многу лесно се шират на влажна отколку на сува кожа, па целосното сушење на рацете е важен чекор. Хартиите или чистите крпи се најефективен начин за да се отстранат бактериите без да се шират на други контактни површини. Следниот. На крајот оваа презентација ви поставила прашање дали во вашето училиште има добри услови за хигиена на раце. Одговор на ова прашање самите ќе го добиете доколку го пополните прашалникот, дигиталниот прашалник за самопроценка на пристап до вода, санитација и хигиена во училиштата, кој ќе го најдете на посочениот линк на екранот. Со одговори на клучните индикатори дали има доволен број станици за мијање на раце, дали има доволно бришачи, сапун, ќе ги добиете и приоритетите кои што треба да бидат дел од планот за унапредување на хигиената во училиштето. Ви благодарам. Како надоврзување и слична тема која што е поврзана со темата хигиена на раце и темата санитација, тоалети и менаџирање со тврстиот отпад, за кој што ќе зборува доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје. Повели Радко. Голем поздрав и благодарност за присуството и одвоеното време на вебинарот. Јас сум, како што кажа колешката Снежана, јас сум доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово и сум специјалист, како и останатите колешки, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Најпрво едно извинување. Ние сме практичари и навистина е предизвик да се ви биде презентиран пред еден ваков респектабилен аудиториум. Затоа ве молам, немојте да оценувате престрого за формат на презентациите, туку да се фокусираме на содржината. Теми од областа на санитацијата во дигиталниот прашање, што ќе го имате или го имате, бројот и стилот и дизајнот на тоалетите и канализацијските системи. Достапност и функционалност на тоалетите, менструалната хигиена, објекти за лица со посебни потреби и запомнете го зборот безбедно управување со цврст отпад. Натаму, тоалетите се огледало на секоја институција. Џабе се убави кабинети, спортски сали, канцеларии, ако не е задоволен јавноздравствениот критериум прифатливост. Ако тоалетите не се прифатливи, представуваат сериозен извор за појава и ширење инфекции. Што значи да се биде прифатливо? Треба да бидат во доволен број. Постојат некои минимум стандарди за бројот на тоалети. Кога зборуваме за број на тоалети, се мисли на индивидуални тоалети, а не на збирни тоалети. Прилика треба, не од прилика, него минимумот треба да биде еден тоалет за 25 девојчиња, еден тоалет за женскиот персонал, еден тоалет плюс песоар за 50 момчиња и еден тоалет за машкиот персонал. Значи, за некаде за смена од 100 до 140 ученици потребни се 2 тоалети за девојчињата, 2 тоалети со нормално со писоар и со претпоставки за машките и по еден тоалет за наставниците и машки и за наставниците женски. Тука мора да напоменам дека потребно е да се има и тоалет за лица со посебни потреби. Тоа што значи дека тој е посебно дизајниран, треба да биде со широка врата, држачи под зидовите и школка која ќе биде дизајнирана за потребите на лицата. Каков тип на тоалети? Едно од прашањата во дигиталниот е каков тип на тоалети се користат во училишната зграда. А имаме тоалет со чучеле, со приклучок на општинска канализацијен систем, тоалет со шолја на канализација приклучок, тоалет со шолја со септичка јама, полски клозет во кој се дотвора и
Останато тоа се оние суви клозети. Зошто е битно ова? Вратите во слайдот, ова е битно од аспект на има повеќе безбедни тоалети, од аспект на најлесно одржување на хигиена е тоалетот Чучовец, ако е исправна канализацијата, тоа е ако не се поплавува. Најкомотен е англиската шолја, меѓутоа често имаме дефекти и помалку е безбеден и потешко е за одржување. Тоа е го имате во на сите овие што се со плави обележени, тоа се веб сајдови кај што можете да ги користите ако влезете, ако кликнете на нив за појаснување покрај оние како што ги спомнаа колешките појаснување од наша страна што може да ви бидат дадени. Понатаму се посветува менструалната хигиена е важен дел од вошот. Вода, санитација и хигиена. И често пати е табу тема. Јас се надам дека више не е табу тема. И важно е и за учениците и наставниците, навечето од женски пол, како и хигиеничарите да бидат запознаени со безбедно ракување, со материјалите за одржување на менструална хигиена. Едно од прашањата е што од долу наведеното за водење менструална хигиена е достатно во училиште. Места за миење наменети за девојчиња, хигиенски материјал, например волошки интимни тампони. Дали за време на часовите се има посебна едукација за менструалната хигиена, дали невладините организации се вклучени во тоа нешто. Треба во тоалетите посебен простор, значи да има канта со посебно веце и посебна канта со кеса во која што ќе биде диспозицијата на материјалот за одржување на менструалната хигиена. Зошто се придава толку значење на ова менструална хигиена? Затоа што се уште имаме кога за време на менструација имаме отсуство на ученици и па и наставен персонал од наставниот процес. Понатаму ви реков да го запамтите безбедно управување. Значи, овде е безбедно ракување со цврстиот отпад. Да запомнеме, безбедното управување со цврстиот отпад е работна задача на менаџерот, на директорот. А безбедното ракување со цврстиот отпад е работна задача на добро едуциран хигиеничар, кој е многу важна карика во ланецот, кој ќе постапува по пишани протоколи и ќе спроведува стандардни санитациони постапки кои ќе бидат предуслов да немаме инфекции, да немаме ширење на инфекции. За сето ова, потребно е безбедно складирање на отпадот, прво, безбедно собирање, безбедна транспорт, безбедно складирање и безбедна крајна диспозиција на цврстиот отпад. Во училиштето потребни се затворени корпи за отпадоци, педали за отварање, најлон кеси. Од нашите надзори по училиштата, најмалку што кога ги правиме надзори, не наоѓаме најлон кеси, исто како што не наоѓаме постојано на тоалетна картија во вецењата, во тоалетите. Потоа, контейнер со тркала е потребен, од затворен вид за собирање на полните кеси, со кој ќе се изнесува или во дворот, или кај што ќе се складира цврстиот отпад, и секако хигиеничари опремени со опрема за лична заштита. Маска, престилка, ракавици, доколку се потребни и безбедносни очи. Овие се клучни индикатори. Ова област е клучен индикатор во прашалникот, се вкупната област, така да треба да се обрне внимание кога ќе се прави планот, да се предвидат, да се сите овие работи да се предвидат и нормално да се предвидат средства за сето тоа. Како се отстранува од кога веќе е складирано цврстиот отпад, како се отстранува од
Дали е тоа организиран начин или не е организиран? Организиран е преку јавните комунални предпријатија кои ги има во општината, а ако не, дали самите училишта го прават финална диспозиција и како го третираат финалниот отпад. Дали е тоа со горење, дали е тоа со компостирање, и тоа сето е опфатено и клучни индикатори се во прашалник. Понатаму, едно од прашањата е цврстиот отпад безбедно се изфрла од училиштето, клучен индикатор. Дали се изфрла безбедно, се собира од страна на општинското предпријатие за отпад и безбедно се изфрла, цврстиот отпад го собира општинското предпријатие, но не се изфрла. Што значи тоа? Значи некаде дива депонија, некаде некој простор, некоја нива, тоа е најчесто во руралните области, каде што нема водонепропустив слој, каде што нема глина, каде што нема ограда, така да треба да се обрне внимание на овие одговори, да бидат објективни, за да се донесе еден квалитетен план и една квалитетна самоевалуација. Понатаму, сега ве препуштам на колешката Емилија од Центар за јавно здравје Битола, која ќе зборува за превенција и контрола на инфекциите. Благодарам, колега Радко. Поздрав до сите учесници на овој вебинар. Превенција и контрола на инфекции е последната тема од ова дигитална алатка. Имено од ова тематска единица произлегуваат бројни мерки кои што во нивна можат да се користат како насоки за изработката на планот за унапредување на хигиената во училиштата, кој би се користел не само како дел од одговорот на COVID-19, но и за други слични ситуации што би можеле да се случат во иднина. Појавата на COVID-19 во училиштата знаеме дека не можеме да спречиме, но може да се забави ширењето на истата преку употреба на мерки за јавно здравје, кои што представуваат секојдневни превентивни активности, што вклучуваат одржување на дистанца, често правилно миење на рацете со вода и сапун, останување дома во случај на појава на болест, покривање на устата и носот со подлактица или шамиче при кашлање или кивање и правилна крајна диспозиција на истото шамиче веднаш по употребата, правилно чистење и дезинфекција на сите површини предмети кои често се допираат и избегнување на споделување и допирање на предмети. Следен слайд. Превенцијата, прашањата во овој дел на предавањето, ако ги анализирате, ќе видите дека представуваат и дел од препораките кои што се дефинирани во протоколот за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство. Имено за успешно повторно отворање на училиштата, самите училишта треба да превземат бројни мерки за почитување на хигиената, заштита на здравјето од страна на сите учесници во овој воспитно образовен процес. Ова е пример на еден визуелен материјал кој што е дистрибуиран во вашите училишта и е достапен на веб страната на Министерството за образование и наука и има клучна улога во промена на однесувањето на децата. Следен слайд. Како што напоменав, прашањата во овој прашалник се дел од препораките дефинирани во протоколот и тие всушност представуваат клучни пораки наменети за учениците, за наставниците и за техничкиот персонал. Истите тие клучни пораки треба да бидат визуализирани, визуелно прикажани во секоја училница, во наставничките простории, во просториите каде што престојува техничкиот персонал. Неопходно е визуализирање на социјалната дистанца на подот, на зидот,
каде што е очекувано групирањето на децата, на наставниците, на хигиеничарите, на местата каде што се чека ред или тие се собираат во групи, во самите ходници, на местата каде што се чека ред пред станиците за миење на раце, како и пред тоалетите. Сите училишта треба да имаат дефинирани јасни упатства за миење на раце и да бидат визуелно прикажани на сите станици за миење на раце, не само оние кои што се наменети за учениците, оние станици кои што се наменети за наставниците, како и за останатиот технички персонал. Упатствата за миење на раце, кои што се наменети за малите деца, треба да бидат поддржани преку групни активности за миење на раце или преку видео презентации кои што се наменети за возрастната група на децата или пак преку песни, пеење на омилени песни на децата, кои што не треба да бидат пократки од 20 секунди со цел да се запази ефектот, да се постигне ефектот од самото миење на раце. Во просториите каде што престојуваат хигиеничарите, неопходно е да бидат визуелно прикажани начинот како се користи облеката, како таа се отстранува. Понатаму треба да изработите протоколи кои што јасно ќе бидат прикажано чистењето и дезинфекција и како клучен индикатор за кој што ќе гарантира унапредување на кој што ќе гарантира превенција и контрола на болестите е организирање на редовни обуки со цел потсетување на начинот на чистење и дезинфекција, информација за состојбата со COVID-19, дискутирање за ризиците кои што го носи заболувањето, како и подобрување на начинот на нивното работење. Следен слайд. За да имаме успех во чистење и дезинфекција, неопходно е училиштата да имаат еден јасен протокол за чистење кој што ќе биде наменет за сите чистачи. Треба да бидат дефинирана и обезбедена вистинска опрема за чистење и дезинфекција, опрема за лична заштита за самите хигиеничари, да биде дефинирана листа на детергенти кои што ќе бидат соодветно за кои што детергенти наставниците хигиеничарите ќе имаат соодветна улога и ќе имаат соодветна обука за нивната употреба. Понатаму листата на проверка за често употребувани површини постојано треба да се верифицира во текот на траењето на ростот на образовниот процес. Потрошниот материјал за чистење редовно треба да се следи и да се планира буџетот согласно потребите на тој потрошен материјал. Мониторирањето на чистењето и дезинфекција има главна улога во превенцијата на болестите и напредувањето на хигиената во училиштето. Следен слайд. На овој слайд прикажана е потребата од изработка на протоколи, кои што поточно процедури кои што треба да ги изработите вие, што треба да бидат изработени од страна на училиштата, кои што протоколи произлегуваат од самите прашања во овој дел на прашалникот. Реализација на истите, проверка на реализација на истите ќе ја вршите со помошта на чек листи или листи за проверка. Понатаму, следен слайд. Унапредувањето на хигиената ќе се врши со помошта на мониторингот, кој што ќе се врши на ниво на целото училиште, особено на клучните точки, како што се влезот во училиштето, во самите училишни простори, како и на местата на тоалетите. Како клучни индикатори за успешност во ово мониторирање се мониторинг на состојбата со COVID заболувањата во училиштето и заедницата,
Мониторингот на достапноста на материјалите и објектите. Ова подразбира мониторингот на достапноста на сапун за миење на раце, на средства за одржување на хигиена и дезинфекција, на карте за бришење на раце, на опрема за чистење, опрема за дезинфекција, понатаму контрола на самите залишки на потрошен материјал, нарачување на потрошен материјал на време пред да бидат потрошени, редовно одржување на објектите како што се на самите на објектите лоцирани во самите санитарни јазви, после на тоалетите, на чешмите за миење на раце, припучоците на вода, исправноста, контрола на исправноста на казанчињата и така натаму. Мониторингот ќе го вршат одредени назначени лица или тим за хигиена со употреба на чек-листи или на листа на проверка. Појаснување на системот за релевантниот персонал да нарача или побара дополнителни материјали или да пријави нешто што е расипано и треба да се поправи. Следен слайд. Мониторингот, се извинувам ако може да го вратите слайдот. Мониторингот и подобрувањето на хигиенското однесување ќе се врши на мониторирање на социјалната дистанца, на самите социјалната дистанца помеѓу самите ученици или помеѓу учениците и наставниците, или социјалната дистанца помеѓу останатиот персонал на училиштето, на местата каде што се очекува нивното групирање, на влезот во самото училиште, во училишните простори, во тоалетите каде што се очекува групирање на учениците и на наставниците. Понатаму ќе се врши мониторингот на миење на раце, на самите станици, ќе се врши мониторинг за миење на раце, кои што се лоцирани пред влезот во училиштето или во самите училници, во самите тоалети, каде што ќе се контролира постапката на миење на раце, мониторингот на носењето на маски, како се носат маските, зошто се носат маските, каде треба да се носат истите, дали постои визуелна информација за правилно носење на истите, мониторингот на чистењето и дезинфекцијата ќе се врши преку употреба на чек-листи, преку контрола на листите за дезинфекција и чистење на често површините кои што често се допираат, фреквенција, мониторинг на фреквенцијата на чистење на истите. Понатаму неопходно е да се развие хигиенска култура, каде наставниците и персоналот треба да бидат личен пример, каде што барањето за подобрување на однесувањето на луѓето ќе биде норма. Како што напоменав дека овој мониторинг треба да го вршат назначени лица или тим за хигиена, кој што секој училиште треба да има назначен овој тим за хигиена, кој што ќе го овој тим за хигиена ќе помогне во изработката и имплементација на целосен план за подобрување на хигиената во училиштата. Редовните обуки за општите повратни информации, споделување на искуствата со сите во училницата на состаноците, на наставниците и на персоналот има клучна улога во подобрување на хигиената во училиштата, како и во подобрување во превенцијата на COVID-19. На крајот од овој прашалник нареден слайд ве молам. На крајот при одговарањето на прашањето од овој прашалник ќе произлезат низ активности и идеи за следење и подобрување на училишната хигиена, кои што треба да бидат дел од планот за подобрување на хигиена. Благодарам. Ви благодарам, Емилија. Сега би сакал во склоп на заклучокот кој што сите го делиме, а тоа е дека заедничкото користење на алатката која што е дизајнирана во насока на поддршка на проценката, меѓутоа истовремено и одржување и напредувањето на хигиената во училиштата е исклучително клучна за обезбедување на безбедна училишна средина за нашите деца и одговорност која што
ја делиме сите. Во насока на ова, значи, некои како главни чекори понатаму се подготовка и размена на прашалниците и плановите за подобрување, како и пополнување на формуларите за евалуација за идните теми на обуките. Сега во склоп на едино вебинар би сакал да го поканам господинот Боре Пуцевски од УНИЦЕФ да сподели своји видувања и истовремено да ви се обрати. Повели, Боре. Благодарам, Александар. Поздрав до сите учесници, поздрав и до презентерите, огромно благодарам до нив за одличната презентација. Прашалникот кој го представи е всушност интегрирана алатка која го интегрира екстерната евалуација која ја прави Државниот просветен инспекторат и овие редовни посети од регионалните центри за јавно здравје. Верувам дека сите директори тука веќе направиле 80-90% од сите подготовки кои треба да се направат. Меѓутоа, алатката која е развиена, не само што ќе обезбеди чување на сите податоци на едно место, ќе ви биде и од помош за да видите дали нешто сте пропуштиле и под секое прашање, односно под секој индикатор дали го исполнувате во вашето училиште, имате и соодветно водство, односно упатство, како тоа да го направите. Значи, ако прашањето е дали имаме доволно станици за миење раце, имате упатство што значи доволно, како треба да бидат опремени и така натаму. Сега, со пополнување на овој прашалник, ќе дојдете до изработка на план за подобрување на хигиената. Овој план за подобрување на хигиената е всушност и задолжителна обврска на сите училишта. Значи, во развојната програма на училиштето мора да биде вклучен ваков план за подобрување на хигиената и алатката ќе ви помогне тој да биде навистина сеопфатен и темерен. Сега би сакал да ве информирам и дека УНИЦЕФ има одредени средства кои ќе може да ги насочи кон подобрување на условите за одржување хигиена на раце во училиштата. Кога ќе го подготвите вашиот план за подобрување на хигиената, ќе може да го споделите на адресата која е напишана сега на екранот. Целата оваа презентација ќе ви биде испратена на мејл и подетални насоки за оваа активност ќе ви бидат исто така испратени, бидејќи се регистриравте на овој вебинар. Идејата е дека врз основа на тоа што ќе го споделите со нас и под водство на Институтот за јавно здравје како експерти во оваа област, ќе можеме да утврдиме кај кој училиште има најитна потреба од некакви реновирања, некакви инвестиции, меѓутоа само во однос на условите за одржување хигиена на раце, односно станици за миење раце. Тоа е како еден следен чекор кој произлегува од пополнување на прашалникот и планот за подобрување на хигиената и би сакал да ве замолам да се вклучите плановите за подобрување на хигиената, да ги споделите со општините и да разговарате со нив за како може да се исполнат целосно. Александар, ти благодарам, уште еднаш огромно благодарам и до презентерите од Институтот за јавно здравје и предавам сега кај тебе доколку има некои прашања од учесниците или доколку нема да го привршуваме наставот. Ти благодарам. Ти благодарам, Боре, за концизното и одлично обраќање. Сега јас би ги поканил учесниците на настанот да ги постават своите прашања во склоп на делот со Q&A. Значи на вашиот екран имате копче кое што е наменето за тоа. Така да ве молам директно пишете го вашето прашање, јас ќе го примам и ќе го препратам до говорниците. Бидејќи досега немаме стигнато прашање, еве само момент. Имаме прашање од Владко. Прашањето е каде може да го пронајде прашалникот и дали веќе им е доставен линкот и дали ќе биде доставен. Така да, кој би сакал од говорниците или може би Боре? Може Александар, ти благодарам. Прашањето е од Владко. Владко, значи, во поканата за овој вебинар веќе беше вклучен линкот до прашалникот. Меѓутоа, по завршување на овој вебинар ќе биде испратена до вас презентацијата, ќе биде испратена снимка од вебинарот за да може да се потсетите на некои од упатствата кои ги дадоа колегите од Институтот за јавно здравје и во тој мејл ќе го доставиме уште еднаш и линкот до самиот прашалник. Како што спомна колешката Мимоза на почетокот,
Еднаш штом го отворите прашалникот, сите информации ви се тука, сите упатства, вклучувајќи го и линкот за да го симнете образецот за планот за подобрување на хигиената. Одлично, ти благодарам, Боре. Чисто јас имам едно исто прашање кој што сега ми текнува природно откако сподели за алатката и за линкот. Поголемиот дел од директорите и кадарот ќе треба нели да планираат време за да ја направат оваа анализа, да го пополнат прашалникот и да го поднесат. Дали може би имаме некој просек во однос на потребно време за да се пополни и подготви оваа евалуација? Може би некој од говорниците би можел да сподели своје видување. Јас, Александар. Повелете, професоре. Гледате, не знам. Пошто го уклучив видеото, али не знам дали можете да ме видите. Да, ви гледаме одлично. Повелете. Добро. Видете, ние 5 години ова го работиме со нашата чек-листа, која е сега инкорпорирана во оваа алатка, која ќе биде онлайн и е многу едноставно напредна и интегрирана верзија и внесени се и COVID-19 посебно прашањата, тоест оние, да кажеме, теми кои се битни за превенција од заразување со COVID-19. Ние во прашалникот се што беше претходно беше исто така прашање кои индикатори едноставно за превенција и намалување на ризикот од пренос на заразни заболувања или инфекции, така да и COVID-19 заразно заболување. Некој не е толку сложено, затоа што алаткава онлайн не одзема толку многу време. Секако е битна претходна обука. Ова обука, фактички денеска што ја направивме, ќе им значи многу олеснување. Битно е да се прочита упатството и едноставно после тоа не одзема многу време. Значи, 1 час максимум, ако се работи, може и побрзо да биде, али едноставно секако е битно да се направат, не е само да се работи на компјутер, треба да се посетат, значи тоалетите, да се избројат, али тоа е да кажеме колку има, да тоа веќе се знае, да кажеме да се проверат работите. Значи треба да учествува тим, не може еден тоа да го направи, значи мора да тимот кој е назначен од директорот, да кажеме кој ќе биде одговорен, тој секако да ги има при себе, едноставно до себе, едноставно наставниците, но и хигиеничарите, едноставно, како и директорот или одговорниот за набавки кој е, за да може да знаат каква е состојбата, што е планирано, каква ни е состојбата со буџетот, дали имаме доволно средства и така натаму. Секако, се што не е јасно во врска со епидемиолошката состојба, понатака со или здравствената состојба во одреденото населено место, ќе контактираат со колегите специјалисти по хигиена и здравствена екологија од регионалните центри за јавно здравје. Имаме 10, али имаме и подрачни единици во помалите места. Не се тоа многу колеги од секој центар за јавно здравје, по 1-2 максимум, работат на оваа проблематика. Имаме ограничени капацитети, но имаме големо искуство. Реков, веќе 5 години тоа го работиме и ние работиме после тоа извештаи кои биле доставувани до директорите, кои директорите преземале одредени мерки, како и во некои случаи сме доаѓали во контакт и со градоначалниците на општината кои се одговорни за работењето на училиштата. Така да до сега веќе и ние и една студија што ја правевме, што ја спомнав ја 2016, едноставно ја знаеме состојбата во поголемиот дел од државата, каква е, макар да и колегите во сите центри да знаат состојбата во нивните региони, така да во тесна соработка со нашите центри за јавно здравје, Министерството за образование и наука, Просветниот инспекторат и самите училишта, лесно, секако битна е и општината, рековме, спомна колешката Мимоза, битна е соработка со одделенијата за училишта или надлежните за училишта кои се во општината. Секој заеднички, едноставно, можеме лесно да ги пребродиме оние, да кажем, проблеми кои може да се јават и да се пополни планот и да се направи едноставно план за подобрување. Ние, например, сме имали со таа студија што ја правевме, ние предложивме и локални акциони планови во тие општини кои што правевме.
во тие локални акциони планови беше одобрување и унапредување на состојбата со лошот во училиштата. Така да, едноставно ова ќе биде уште подобро, што едноставно сега, посебно во услови на пандемија, едноставно и со поддршка на УНИЦЕФ, што е многу битно, не ги оставаме сами училиштата, како до сега да речем, или општините, сега ќе имаме помош, поддршка, нормално ќе одбереме ние кои ќе бидат тие заеднички, и се најбитни тие, да кажеме, вложувања, инвестиции, така да и ќе унапредуваме состојбата и ќе го намалиме ризикот по јавното здравје на нашите деца. И наставниците, и тие што работат во средните училишта. Благодарам. Одлично, ви благодарам, професоре. Со оглед на тоа дека немаме дополнителни прашања во насока на вебинарот и оно кој што можеме или ние да го покриеме и да го одговориме. Би сакал на крајот официјално да ви се заблагодарам на сите за вашето учество, особено да се заблагодарам на говорниците, како и на Боре од УНИЦЕФ, меѓутоа истовремено и на Миријам, која што е присутна во Повиков, кој што изминативе неколку недели неуморно работеа на оваа тема и се надеваме дека овие вебинари ќе продолжиме да ги организираме и ќе поканиме различни учесници на регионално ниво со цел да може да го продлабочиме нивното знаење. Само како информација за оние кои што учествувавте во Повикот, значи снимка од вебинарот ќе може да најдете на YouTube профилот кој што е наречен Eduino Platform. Дополнително на веб страницата eduino.gov.mk може да најдете во секцијата видеоупатци отворени ресурси, ќе може да најдете снимка од вебинарот. Меѓутоа истовремено сите материјали од денешната сесија ќе ви бидат пратени на вашата имейл адреса која што оставивте кога се регистриравте. Како може да дознаете за нови вебинари? Значи може да не следите на веб страницата Eduino колективен портал за дигитални содржини. Во текот на наредната недела веќе имаме во план 2 вебинари кои што ќе се одржуваат во вторник и во четврток на интересни теми поврзани со деленска настава и холистички пристап. Дополнително може да се приклучите во Facebook групите Eduino заедници и Eduino едукатори. Овие се групи за размени, за споделување на материјали и отворени ресурси помеѓу образовни работници. Меѓутоа истовремено се споделуваат и голем број на материјали кои што се поврзани со денешната тема на вебинарот. Истовремено на нашата страна во делот на видеоупатства може да најдете серија на видео туторијали за различни IT алатки, меѓутоа и за различни теми кои што можеби се од интерес на колегите во вашите училишта. Доколку имате некакви прашања или пак сугестии во однос на самиот вебинар, ве молиме да не контактирате на следната имейл адреса, со цел да може да направиме одредени подобрувања, подесувања и да го зголемиме квалитетот на она што го споделуваме и спорачуваме. За крај, во моје име и во име на целиот тим на Eduino, впрочем и на сите учесници, на сите говорници на денешниот настан, би сакал да ви посакам благодарам и да ви посакам убава вечер пред се и со ова да ве поздравам и да го затворам вечерашниот настан. Ви благодарам на сите за присуството и се гледаме во текот на наредната недела, се надевам на следниот Eduino вебинар. Пријатно, имајте убава вечер.